Темата за која уште вчера се водеше жестока дебата околу исклучување на диаспората во изборниот процес беше прашање кое Илире Даути од Европскиот фронт го постави на премиерот Христијан Мицкоски. Таа побара предлог законот од ноември минатата година да се повлече и одлуката да биде невалидна и ја оцени како дискриминаторска. Таа диаспора економски ја поддржува економијата на државата и не заслужува да биде исклучена, рече Даути. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për vetë qeverisje lokale, neni I cili parasheh zvoglimin e numrit të këshilltarëve duke përjashtuar popullsinë e cila është mërgat, njihet si qytetarë të cilët jetojnë me punë apo punojnë përkohësisht jashtë. E shoh të arsyeshme që një ditë më parë ai propozim ligj të tërhiqet nga procedura, ndërkaq vendimi I qeverisë ashtu siç është sjell ashtu nga ana e juaj të bëhet I pafuqishëm. Целта е сосема поинаква, одговори премиерот Мицкоски, кој рече дека тоа е направено за да може да се направат измени кои ќе бидат во согласно со изборните процеси кога се бираат градоначалници и советници. Тој притоа побара поддршка за да се направат измени на изборниот законник за да има една изборна единица и да бидат вклучени и гласовите од диаспората. Јас би ве повикал заедно сите да го промениме законот за избори, изборниот законник и да направиме една изборна единица. И во таа една изборна единица да дозволиме и диаспората да гласа, да дозволиме да се формираат избирачки места во оние држави во кои што се дозволува согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ата, од дипломатско-конзуларните представништва. Даути постави прашање до Мицкоски за училиштето во Крушевското село Норово, да им се легализира изградениот објект, бидејќи, како што рече, тие учат во лоши услови. Мицкоски ја повика Даути заедно да одат и да го решат ова прашање, но, како што истакна, на законски начин, бидејќи објектот е изграден на нерегулирана парцела и без дозвола од општината.